Доктор Даниловски, бројките се веќе алармантни. За една недела имаме 35,5% повеќе новозаразени од ковид, но загрижува тоа што се повеќе млади заболуваат, најмногу се на возраст до 30 години. Според оние најнови извештаи од Институтот за јавно здравје кои што излегоа денеска во јавност, на што се должи ова? До каде води ова темпо? Што ќе се случува понатаму? Морам да кажам дека порастот на бројките беше очекуван со настапување на есента, макар што тоа гледаме се случи малку порано. А студени денови тек не очекуваат. Колкави бројки би имале ние за месец, два, три, можеме само да нагаѓаме. На што се должи тоа? Па тоа се должи, тоа е директна последица на една, морам да речам, тотална незаинтересираност на огромен број граѓани, особено младите, таа возрастна група што вие спомнавте, да се држат до мерките за заштита. Практично никој никаде не носи маска, освен овде онде по некој, па му се подсмеваат околу него и тоа јас би ги нарекол честни исклучоци. Меѓутоа не се само граѓаните виновни. Например, автобусите се преполни. Зошто како може тоа да се дозволи? Кафеаните се преполни, пазарите се преполни, пред банките се вистински митинзи, во маркетите да не зборуваме. Значи, да спомнам, свадби во приватни дворови еден куп. Значи, дозволете ми да речам, хедонизам на најјако доживуваме. Протоколи постојат за сите овие ситуации, ама никој не ги почитува. Ниту газдите, ниту муштериите. И сега, јасно е, трка за профит е во прашање сега и веднаш да мора профит да се обезбеди, а утре, што ќе прават утре? Контрола, се прашувам, каде е контролата? Никаква беше досега или символична. Инспекциите, ќе употребам еден збор, импотентни. Немале ингеренции да интервенираат на лице место. А требаше цело време превентивно да патролираат и да действуваат, да се грижат за почитување на протоколите и да казнуваат за непочитување на протоколите. Значи, воопшто да не се дозволеше ваков скоп како сега. Сега ќе гасиме непотребно разгорен пожар. Многу веројатно и со рестрикции. Пред некој ден им ги зголемија ингеренциите на инспекциите, окей. Зошто тоа не го направија 7 месеци порано или 2 месеца порано? Немавме ли летоска гужви исто така? Среќа што тогаш дружбите се случува на отворено. Сега поинаку е, ќе се случува се внатре. И се случува веќе внатре. И расте бројот нагло. И гледаме и по школите, дека и таму се јавуваат случаи, ама меѓу наставниците. И на крајот, што да речам, излегува на улици угостителите. Па сега треба да очекуваме да излезат пазарџиите и шоферите на автобусите и кои уште се не, нели? Значи, се соочуваме со едно тотално отсуство на свест за сериозноста на ситуацијата, чии што корени се јасни, ама тоа е друга тема, за друга прилика. И мислам дека крајно време е на сите да ни стане јасно дека сите сме во ист чамец, во иста каша. Оние што ги почитуваат и оние што не ги почитуваат мерките, и оние што веруваат и оние што не веруваат во вирусот. И независно од било какви поделби, разлики етнички, политички, социјални, какви сакате, нема да излеземе од оваа каша со пикање на глава в песок. Како никогаш досега, морам ова да го кажам, потребно да изнајдеме сили, да бидеме единствени, да ги надминеме разликите, да действуваме здружено, да се обединиме, да се спротивставиме и да соработуваме со институциите на државата, а не да тераме и наети. Сите ние. Од друга страна, со зголемените ингеренции на инспекциите, треба да се види на дело како тоа ќе изгледа. Меѓутоа, ќе речат нема доволно инспектори, па нека нема, не знам јас тоа. Нека се активираат градоначалниците, нека активираат доброволци, нека ги најдат одделни влијателни личности, во секое мало има по некој јунак на кого што локалното население му верува, нека ги анимираат, нека се активираат, ако сакате, и сите активисти партиски, па нека се активираат и навивачките групи. Сите да се постигнеме во спрегнување за постигнување на една иста цел. Знаете, ако сме мислечки суштества, не можеме да мислиме само на личните задоволства, да не ни побегнал животот по секоја цена.
Па треба да мислиме и на утре, на собствената иднина, ама и на иднината на нашите деца. Ако тоа не го сториме, нема да биде добро. За очекување да настапи и ќе настапи сезоната, и веќе е тука сезоната на наслинките, грипот каде да е и тој ќе се појави, нема да биде добро и заради нешто друго. Здравствените работници се на граница на издржливост. Настрана што секој ден имаме хоспитализација на 10-15 нови пациенти, ама вкупниот број околу 400, ама оди тој нагоре. До кога ќе издржи здравствениот систем вака, се прашувам, и кој тогаш ќе ги лекува сега безгрижните граѓани, ако го фатат вирусот? Кој ќе биде тогаш виновен за непотребно изгубени животи? А свесни ли се дека тоа може лесно да биде и некој нивни близок, од нивно семејство? Така. Ако сме мислечки суштества, ќе размислиме малку околу ова. Инаку, мислам дека кога ја видов онаа бројка од 317 нови случаи вчера, а претходниот ден 223 беа, мислам дека веќе само со зголемените ингеренции инспекцијските органи ништо не прават. Мислам дека треба да се воведат локални, зависно од бројките, и рестриктивни мерки во форма на полициски час, да речеме од 10 или од 11 навечер па до утрината до 5. Зашто ако така не се реагира, ми се чини дека ќе ја испуштиме работата и ќе биде доста. Така, споменавте дел од рестрикциите кои што вие ги предлагате. Кои се оние поригорозни мерки што можат да се воведат? Неофицијално знаеме дека ќе има полициски час од 22 часот. Што мислите, кој ќе биде најбезболниот избор за ригорозни мерки? Мислам дека ако се воведе полициски час, велите од 22 часот, мислам дека тоа ќе биде доволно за сега, зашто не мислам оти треба повторно да го употребиме чеканот во полна сила, како што беше во почетокот на пандемијата, кога не работеа и училишта, кога не беа затворени ugostiteljski објекти и така натаму. Мислам дека тоа сигурно ќе сврши работа, значи таквото тоа, да кажам, ограничување на социјалните контакти ќе го намали бројот, но не знам како ќе издржи државата. Да не ја задушиме и државата. Државата, односно власта, мора да мисли на здравствената состојба на населението, но да мисли и на здравието на државата. Мора компромис да најде. Владењето е уметност. Така. Доктори, за крај, уште едно прашање. Ако сега имаме повеќе од 300 заболени, што не очекува во поладните месеци? Вие епидемиолозите постојано велите дека пикот се очекува да биде во јануари, како најстуден месец. Што да очекуваме, бидејќи споменавте и претходно дека не очекува и сезона на сезонски настинки, грип. Што да прават граѓаните? Кои се вашите апели? Што би се случило понатаму? Што не очекува понатаму? Па, знаете како, ако репродукцијскиот број на ковидот сега е некаде испод 1,5, тоа значи дека 100 заразени заразуваат нови 150 или 10-15. Замислите сега, секој ден со која динамика, со кое темпо ќе би дошло до зголемување на бројот на заболените, ако се остави без било какви мерки или ако не се преземат рестриктивни мерки. Знаете како, мерките се мерки, ама ние видовме дека ако граѓаните немаат лична висока свест и совест и сочувство, емпатија за ближниот свој, ако буквално егоистично се однесуваат, тука не знам, било какви мерки тешко можат да помогнат. Затоа јас апелирам до свеста на граѓаните и реков и пред малку да најдеме сили да се сплотиме, да се обединиме сите, зашто колку по-обединети бидеме, независно од нашите ставови, политички разлики, етнички, било какви социјални, да најдеме сили во себе да ја истераме ова битка, зашто ако тоа не се случи, буквално ќе живуркаме во агонија. Не ќе можеме, затоа што ние не сме Америка, не сме
Шведска, не сме Холандија, не сме Швајцарија. Ние сме сиромашна земја. Ресурсите многу брзо ќе се потрошат и ќе се соочиме со нешто што јас го викам денот после. Имаше еден филм The Day After, знаете, после нуклеарна катастрофа. Да не дозволиме да се соочиме и да го доживуваме денот после.